Реално, апсолутно. Дека не е се така розово, како што луѓето го замислуваат. Не е се розово, но е премногу убаво. Премногу убаво. Вашата сестра е единствената македонка, специјалист гинеколог во Австралија. Тоа е огромен успех ако се знае дека таа замина во не така далечни години, да речеме 50-тите, 60-тите, вашето семејство да било таму, таа фактички не беше ни родена, меѓутоа да градеше таму кариера. Таа своето формално образование го заврши тука, таму се усовршуваше и ги полагаше сите тие испити кои што како разлика се уваат меѓу двете држави. Таа е една успешна и многу амбициозна жена. Точно. Тоа е навистина што кажавте вистинскиот опис за неа. Таа замина 1990 година таму. Тука беше веќе вработена како лекар во заразно оделение, исто така беше професор во Средно медицинско училиште. А таму по нивните закони таа мораше да полага скоро се од медицинскиот факултет, да го заврши уште една, што би се рекло, и после тоа да специјализира гинекологија и да стане денес единствената македонка во државата Викторија која има своја приватна пракса во Мелбурн, во центарот на Мелбурн, и кој има тој епитет на македонка кај која одат претежно македонците, србите, хрватите и сите други, мислам, кои му се блиски со јазикот кој доволно не го познават евентуално. И мислам дека е доста голем успех во секој случај. Таа е задоволна што е таму, јас имав можност и лично да ја запознам. Незиниот сопруг тагува понекогаш за Македонија и би сакал да се врати тука. Таа вели со тоа што не и даде шанса тука навреме да специјализира и направи услуга и таа тоа го направи во Австралија. Апсолутно. Знаеме тука какви се работите, каква состојбата во здравството сега и наназад години и општо ситуацијата во Македонија со стандардот. Таа мислам дека направи вистински чекор што се жртвуваше едноставно себе си години од својот живот, тука сигурно трпеше семејството, двете ќерки и така натаму во таа незина борба за докажување на тие простори, но сепак успехот и она што таа го има постигнато ја храни, тоа едноставно е навистина се осеќа полна, сигурна во себе си. Има сатисфакција. И сатисфакција апсолутно за сето на време што мораше да го одвои и жртвата да ја посвети на таа струка и на таа, мислам сега, како да кажам, ситуација во животот или она што го постигна сега како врв едноставно. Што тука сигурно немаше да го постигне во никој случај. Апсолутно. Допревме многу теми. Почнавме од младоста, музиката, стигнавме до струката, професорските денови, она што го имавте како авантура во Австралија. Сте размислувале дали некогаш би сакале да се испробате во друга професија, освен она што конкретно сега го работите? Па не знам дали би се затоа што велат никогаш не е доцна човек да се одлучи и нешто да промени во животот. Не знам, цел живот сум во техничките науки. Независно како да гледаме сега на тој период, завршив средно техничко насока електроника или слаба струја што би се рекло. Отидов на факултет, завршив енергетика. Во меѓувреме ги усовршив компјутерите, информатиката. Значи како да разгледуваме, да ги гледаме тие состојби или три поодделни сегменти во техничките науки, сепак се поврзани во една целина и припаѓаат една на друга или се некако неминовно сврзани, бидејќи сега компјутерот е присутен секаде. А дали енергетика и електроника, секаде со струја се работи, секаде со напон, законите на техниката, електростатиката важат секаде, така да мислам дека не би се осмелил, тоест немам потреба да барам во некоја, мислам, нешто ново во некоја нова област. Кога се уште има тука, може би што да се истражува. Апсолутно, апсолутно. Кој е најдраг комплимент кој што досега сте го добиле? Најдраг комплимент. Не можам да не го спомнам ова, тоа беше уште во Австралија, кога добив по мејл честитка за среќна нова година од класот кој сега го водам како класен раководител и кога ми напиша толку сентиментална порака што и ден денес ми буди емоции кога ќе се присетам на неа. Толку беше искрена и отворена, со единствена желба да се вратам и заедно да пречекаме матура. Одлично. И тоа ќе го направите годинава. Апсолутно. А која музика денес ја слушате? Па музика слушам доста. Обично слушам добра музика, не ја делам јас на лоша и добра на некој начин, да речеме. Не слушам рап, пример. Не слушам она што го слуша син ми, пример. Тој го сака, но се си носи својата генерација, мислам, генерацијски гледано. Слушаме музика која
нас не потсеќа на времето кога сме биле ние млади и која и до ден денес провејува некако низ нашите сеќавања. Слушав рок музика како млад, да речеме претежно, не хеви метал, но рок, поп рок, музика која е лесна за уво. Сакам да слушам добра македонска народна песна. Тука е, отприлика она што го слушам. Низ разговорот допревме до темата што е она што најмногу ви пречи во Битола, тоа го кажавте и можеби со оваа акција која што ќе спроведите со вашите ученици, тоа и да се промени. Меѓутоа, што е она без што не можете во Битола? Па без широк сокак во секој случај. Мислам тоа, не знам кој би рекол поинаку од битолчани кои се чувствуваат битолчани дека има нешто поубаво од широк сокак. Да излезеш со пријатели да испиеш едно градско кафе во некој од кафулињата кои ги има доста во широк сокак, да си помуабетиш, што се би се рекло, и да помениш саат-два слободно време. Навистина најбавото место во Битола. Имате ли среќен број? Па не сум анализирал, но може би 7. Барем така. Барем така мислам. Како го развеселувате семејството? Сопругата, децата? Пообично со некои штосови, со некои вицови и така едноставно. Јас реков да не случајно се испробувате и во кујна, па на тој начин ги развеселувате, не, барем во таа област се уште не сум добил желба да се искажувам, сигурно не сум ни добар во таа област. Што е потешко да се биде, добар професор или добар електроинженер, смер енергетика, да речем? Не знам што е потешко. Мислам дека не е тешко, немате ни другото. Едноставно, јас би рекол дека не секој може да биде професор. Само доколку ја сакаш таа работа, едноставно веруваш во себе си, го владееш градивото, сакаш да го споделиш несебично со оние на кому му го предаваш, може да бидеш добар професор. Што е тогаш за вас успех? Успех да си задоволен од она што го имаш во себе си. Да се донат вредноста која во себе носиш. Да се задоволен од она што ќе го направиш кога ќе го видиш направено и така натаму. Задоволен сум и успешен сум во поглед на себе си, во тоа што гледам дека дел од моите логотипи се дел од градот. Сум оставил некоја трага во овој град на овој или оној начин. Имате ли животна мота? Животна мота. Да се проба да се најде среќа во се. Да се гледат малку работите не само црно и бело, со нијанси на сиво. И таа потрага да трае вечно. Да, апсолутно. Секогаш има подобро нешто. Секогаш има, навистина. Да. Убава завршница на овој наш разговор. На крај, доколку сакате, можете да ми поставите мене прашање. Вие сте професор, мислам дека тоа добро ќе ви оди. Да, се надам. Нема само да има математика. Да е стручно. Не е стручно во никој случај. Ме интересира една работа. Кога вие би имале можност нешто да промените во овој град, да зависи само од вас, што би било тоа? Ова е навистина тешко прашање. Од секој од нас почнува промената во заедницата во која што живееме. Па, мислам дека деновиве се почесто и почесто размислувам за тоа, ако сите си ги смениме навиките за паркирање и во центарот некојаш додиме пешки наместо со кола, градот ќе биде многу поубав. Ме нервираат паркираните коли на паркинзите посветени за инвалиди, исто паркираните коли на некои така истакнати места се со цел да се изрекламира возилото кое што се вози, значи така малку подкачени, па ако се џипови, нели поставени на некои така атрактивни места за да се видат. И ја поздравувам полицијата која што е се поревностна заедно со комуналец, па се обидува така манекенски поставените коли се почесто да ги трга со пајакот. Она што јас лично можам да го променам во градот е да не паркирам на непрописни места, и ако можам барем еднаш два пати неделно да се симнам пешки во центар и на тој начин да го оставим малку центарот не толку претрупан со бројни коли. Во викенд тоа сите можеме да го направиме и градот ќе биде сосем поинаков. Јас мислам дека Битола не е толку голем град, дека можеме сите тоа да го направиме. Точно, задоволството на една убава прошетка до работно место или во центар на кафе со пријатели, зашто да не биде и пешки. Па и со такси, затоа што таксито е една интересна потреба која што сегде во светот се негува. Кај нас е тоа само кога врне дожд или за итни случаи, али со сопствените возила сакаме да стигнеме сегде. Ете така јас би променила дел
Благодарам на кој што одговорот. се надевам ќе биде добар пример за другите. Се надевам Ви јас. благодарам на времето. Се Моля. надевам дека нема да ви забележат што денес отсуствувавте од наставничкиот совет за да бидете гостин во оваа емисија и нема да следи казна. Вредеше да бидете тука, затоа што тој афирмативно и за училиштето во кое што работите, меѓутоа Апсолутно. исподелуваме некакви размислувања кои што се значајни за местото во кое што живееме. Ви посакувам многу успех. Тој ентузијазам нека биде присутен постојано. Благодарам. Едуцирајте нови генерации, ајде заеднички да ја оствариме таа ваша акција која што сакате да ја Да, ви направите. благодарам на отвореноста и што ја прифаќате како таква акција, да едноставно да направиме Битола подобра за сите нас. Во секој случај. Почитувани гледачи, вам ви благодариме за вниманието. Се надевам уживавте во оваа емисија од Блиски средби. Останете и понатаму, вие сте на програмата на Тера телевизија.